Почитувани гледачи, време е за саботна хроника. Во ова издание на емисијата ќе се потсетиме за актуелните случувања кои ги имавме во изминатата недела. Дел од нив е саемот за вработување и кариера на Техничкиот факултетски кампус. На оваа тема разговараме со Јана Магдеска од невладината организација на студенти без Скопје. Но за тоа малку подоцна, на почетокот од емисијата, ќе ја проследиме информацијата поврзана со општина Бутел. Имено во дворот на Општинското основно училиште Живко Брајковски беше пуштена во употреба нова мобилна мерна станица за квалитетот на воздухот. Општина Бутел е првата општина што ќе ја користи мерната станица, која е дел од националната мрежа за автоматски мониторинг на квалитетот на воздухот. Со ова, жителите од Бутел ќе им се овозможи целосен пристап што се случува во општина Бутел. Нова мобилна мерна станица за квалитетот на воздухот денеска беше пуштена во употреба во општина Бутел во рамки на проектот ЕУ за тебе. Оваа мерна станица е дел од националната мрежа за автоматски мониторинг на квалитетот на воздухот. Општина Бутел е првата општина што ќе ја користи мобилната мерна станица за следење на квалитетот на воздухот, која секоја година ќе биде прелоцирана во различна општина. Министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки истакна, за да бидеме во состојба да го чуваме добро квалитетот на воздухот, треба да имаме сеопфатна и точна слика за неговата состојба. Автоматскиот мониторинг на квалитетот на воздухот ќе ни помогне да оформиме база на историски податоци преку кои што ќе можеме да вршиме анализи и да ги предвидуваме трендовите, а се во функција на здравјето и добросостојбата на нашите граѓани. Затоа, со комплетирањето на мрежата на мониторинг на квалитетот на воздухот, ние добиваме непроценлива алатка што ќе ни служи во планирањето на целокупниот развој на земјата и затоа сметаме дека таа е огромна придобивка за сите граѓани и за нашето општество во целост. Имајќи во предвид дека прашањето за квалитетот на амбиенталниот воздух е актуелно прашање веќе подолг период, како предизвик за кој што е неопходен еден системски и интегриран пристап, ја потенцира важноста од ставање во употреба на оваа мерна станица во општина која што се наоѓа на територија на градот Скопје, истакна градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Тој додаде дека системскиот пристап за решавање на проблемот со загадувањето е заедничка обврска на градската администрација, на државните органи, министерството, како и на секој граѓанин поединечно. Затоа, заедно со централната власт и граѓанскиот сектор, треба да обезбедиме динамични решенија во консултација со стручната јавност. Свесни сме дека со отварање на мерна станица не се решава проблемот со загадувањето. Но, оваа мерна станица има важност затоа што ќе значи следење на состојбата на квалитетот на воздухот кој што го дишат нашите сограѓани во овој дел од градот. Индикаторите што ќе се добиваат од употреба на оваа мерна станица ќе овозможат на сите граѓани да имаат истовремена информација за вредностите на воздухот кој што го дишат. Ние како градска власт, јас како градоначалник, не се плашиме од реалноста, ниту од бројките кои што се во таа реалност. Бидејќи сме свесни и сме подготвени со загаденоста да се бориме и се грижиме за здравјето на нашите граѓани. Нема да пристапиме никогаш кон сокривање на важните податоци кои што се однесуваат на загаденоста на амбиенталниот воздух во Скопје. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски се заблагодари за поставувањето на оваа мерна станица, каде, како што рече, жителите на Бутел ќе имаат целосен приказ што ќе се случува во општина Бутел. Во наредниот период, општината Бутел преку незината веб страница редовно ќе ги ажурира сите податоци кои што ќе ги добиваме од мерната станица и со тоа во наредниот период ќе преземаме обврски околу чистиот воздух во општина Бутел. Иако сум сигурен дека општина Бутел е најчистата општина во градот Скопје и во Македонија, но сепак ќе потврдиме со овие мерни инструменти. Мерната станица е поставена во дворот на Општинското основно училиште Живко Брајковски во општина Бутел, а корисник на овој проект е Министерството за животна средина и просторно планирање, со вкупна вредност од 272.000 евра.
ЗЕЛС подпиша договор со Министерството за транспорт и врски со кој доби право на трајно користење, управување, одржување и можност за надградба на информацијскиот систем, преку кој електронски се спроведуваат сите постапки за отуѓување и давање под закуп на државно градежно земјиште. Накратко, со ова, општините во Македонија добија право на управување со градежното неизградено земјиште. Од денеска ЗЕЛС доби право на трајно користење, управување, одржување и можност за надградба на софтверот кој што овозможува електронско спроведување на сите постапки за отуѓување, но и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно надавање и по пат на непосредна спогодба кои што како законски форми се утврдени во постапките за градежното земјиште. За таа цел денеска беше подпишан договор за примопредавање на хардверската инфраструктура и софтверската програма, преку кој што се спроведуваат сите постапки од овој закон. Председателот на ЗЕЛС Петре Шилегов истакна дека во блиска иднина заложба на ЗЕЛС е сите општини да ги исполнат условите да управуваат со градежното неизградено земјиште и самите да ги спроведуваат постапките преку овој систем. Достега овој систем го користат 46 општини кои што ги имаат исполнето сите услови утврдени со закон и се стекнале со право да управуваат со градежното неизградено земјиште сопственост на Република Македонија. Остануваме посветени на своите членки, ги поддржуваме во користењето на електронските услуги за граѓаните, бидејќи тоа е една од главните стратешки цели на ЗЕЛС. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски потенцираше дека менаџирањето на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија ќе се води на најтранспарентен начин, согласно важичките прописи, а со денешниот договор ќе се овозможи децентрализација и во градежните политики, односно располагањето и управувањето со градежно земјиште во сопственост на државата да премине во надлежност на општините, а предностите на ова се веќе воочливи. Преку системот се овозможува ефикасност на целата постапка, бидејќи поднесувањето на документите се прави од било кое место и во било кое време. Исто така, преку системот се следи реализацијата на целокупната постапка, што овозможува висока прецизност и запазување на роковите предвидени со договорите. Генерално системот ја олеснува и ја забрзува целокупната постапка од поднесување на барањето па се до впишување на правото на собственост во катастарот. Интенцијата на владата на Република Македонија е што повеќе општини да управуваат со државно градежно земјиште и сите постапки за давање под закуп ќе ги спроведува ЗЕЛС. Ова го истакна премиерот Зоран Заев, кој додаде дека со ова општините ќе станат помоќни. Убедени сме дека преку еден ваков механизам со пренесувањето на хардверот и софтверот за управување со градежното земјиште, општините ќе бидат многу моќни, ќе бидат многу посилни, многу пофлексибилни, попосветени да излезат во пресред на почетоците на постапките за било која градба која што се случува во Република Македонија. Денеска добија можност преку заедниците на единиците на локална самоуправа самостојно да ги организираат постапките за отуѓување, давање по долгорочен, краткорочен закуп, давање на службеност и пренесување на собственост на државното градежно земјиште. А сега ќе проследиме една интересна информација поврзана со жените возачи. Изминатиот викенд во организација на општина Газибаба на плоштадот во Автокоманда се одржа 14-тата традиционална женска трка на која жените возачи си ги измерија силите во возење, а покажаа и добри возачки вештини. Да погледнеме што се случуваше таму. Под мотото "Збрчи го ракот", викендов во општина Газибаба по 14-ти пат се одржа традиционалното женско рели, кое предизвика голем интерес, како кај надпреварувачите, така и кај посетителите. Учество земаа 36 возачи, а релито беше составено од неколку етапи низ градскиот сообраќај, специјален испит, односно испит на точност, кнап етапа, возење 1 километар за точно определено време без возилото да застане, 2 градски етапи и испит на вешто возење, односно возење меѓу чуневи. Маја Милошевска, која е долгогодишен учесник на женското рели, изразува надеж дека наскоро оваа трка ќе се притвори во шампионат, на кој жените од цела Македонија ќе може да ги покажат своите возачки вештини. Па јас сум со ова рели уште од самите негови почетници, односно прв пат се возеше во 2005 година, од тогаш возам и јас, значи за релито ова е 14-та година поред, исто така и за мене е 14-та година поред. Какви се вашите досегашни впечатоци, успеси, некои посебни? Ова е еден одличен настан кој би сакала да
Тоа е веќе во традиција, нели се вози традиционално секоја година, меѓутоа би сакала да зачести, значи да не биде само по повод 8 март, туку во текот на годината да возиме и повеќе вакви релија, па доколку би можело да се вози и шампионат на Македонија, а успесите никогаш не изостанале. Имате ли некој посебен успех? Па да, секоја година си одам дома со пехар. А има ли интерес од учесничките? Има, да, задоволна сум оваа година како помина релито, затоа што навистина многу луѓе ме контактираа пред самото рели, а и денеска навистина гледам голем број на екипажи, многу жени собрани, така да навистина ова е интересен настан кој што секако дека треба да продолжи во наредните години. За прв пат оваа година дел од трката е Издруженијето за борба против рак Борка, кој освоја сребрен медал и им го посветија на сите жени кои се борат со ракот. Ова е наше прво учество на оваа традиционална женска трка 8 мартовска. Ова е 14-та поред. Оваа трка ја посветуваме и е посветена на сите жени кои се борат против рак. И ние заедно со нашето символично учество сакаме да им порачаме дека не се сами и дека можеат да сметаат на нас. Целиот адреналин кој ќе го потребиме за оваа трка, ние им го праќаме на онкологија. Се надевам дека ќе помогне побрзо и полесно да оздрават. Ние очекуваме да победиме и ништо помалку од тоа. Тоа што ние имаме адреналин да победиме, имаме желба и им порачуваме, им праќаме на жените и они да победат да се изборат со оваа болест. Мото или инспирација за оваа трка е "Збрчи го ракот". Ние успеваме сега да збрчиме по скопските улици и се надеваме дека ќе победиме во име на сите оние кои се борат против рак. Женската трка која се организира по повод Меѓународниот ден на жената и оваа година беше поддржана од општина Газибаба. Градоначалникот на општината Борис Георгиевски истакна дека и во иднина со вакви и слични активности ќе дава придонес за подобрување на статусот и здравјето на жените. Традиционално се организира женската рели трка. 36 се вкупно учесници во годинашната рели трка и понатаму ќе се трудиме максимално жените и сите општествени организации кои што се на територија на општина Газибаба да ги поддржиме во нивните активности кои што ги планираат за 2018 година. Од друга страна, заедно со Сдруженијето Борка, кој што се занимава со превенција околу репродуктивното здравје на жените, упативме апел дека превентивните мерки кои што стојат на располагање на општествената заедница и на Сдруженијето ќе ги потикнеме во наредниот период да организираме акции од типот на едукација и превентивните активности за да ги спречиме малигните заболувања кај жените. Секој екипаж на трката беше составен од возач и совозач, а право на учество имаа сите кои имаат сириско регистрирано возило и валидна возачка дозвола која е потребна и за совозачот. Надпреварувачките беа поделени во две класи, односно во класа за возила со зафатни над 1600 кубни сантиметри и класа над 1600 кубни сантиметри. Преку контрола на квалитетот и нутритивната вредност на храната во градинките и училиштата, државата ќе помогне да се формираат здрави навики кај децата. За таа намена изготвен е правилник за избалансирани оброци, кои училиштата и градинките ќе мора да го почитуваат. Државата преку контрола на квалитетот и нутритивната вредност на храната во градинките и училиштата ќе помогне да се формираат здрави навики кај децата, а ќе овозможи и избалансирани оброци. Ова беше истакнато на денешната работилница со подобра исхрана на децата до подобро здравје и благосостојба. Во Македонија има недоволна ухранетост, но и зголемување на телесната тежина кај децата. Поради неможноста дел од семејствата да им обезбедат избалансирани оброци, но и недоволна свесност дека храната, освен на физичкото здравје, влијае и на нивниот когнитивен, емоционален и социјален развој, како и на способностите за учење. Министерката за образование и наука Рената Десковска истакна дека студијата што е направена на Универзитетот Беркли покажала оти децата кои имале оброци со нутритивна содржина имале подобри резултати на државните тестирања. Република Македонија во своите заложби за подобрување на образовниот процес, покрај подобрување на наставниот кадар, програмите и унапредување на училишните услови, го вбројува и овој исклучително важен елемент на инвестирање во човековиот капитал, не само преку знаење, но и преку овозможување еднаков пристап за сите до здравите животни стилови и здрави навики. Во тој процес Министерството за образование и наука на оваа работилница го става во процес на јавна дискусија
Правилникот за стандардите за исхраната и за оброците во основните училишта, кој веќе е изработен, во кој јасно, а врз основа на меѓународни стандарди и претходно спроведени истражувања, се направени напори за обезбедување најсоодветна исхрана како еден од важните елементи на инвестирање во човековиот капитал од најраните години во животот. Избалансирана исхрана, освен во училиштата, треба да има и во градинките. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска рече дека иако и сега во градинките се води грижа за храната на децата, сепак правилникот ќе биде адаптиран и за предучилишните установи. Како што рече Царовска, Министерството прави напори да го зголеми опфатот на деца во градинките и доколку се опфатат за 50%, ќе се постигне поголем број на деца да имаат соодветни оброци. Ако бараме здрава животна средина, бараме здрава исхрана, со тоа обезбедуваме и здрав ран детски развој, за кој што ние како влада се залагаме, кој што е наша програмска определба, но и сите сме родители и веруваме во тоа дека подобар старт во градинките, подобар старт во образованието, но и здрава храна во овие институции дава подобра можност за развој на нашите деца. Представникот на УНИЦЕФ во Македонија Бенџамин Перкс рече дека родителите, заедницата и општеството треба да знаат дека храната не влијае само на физичкиот развој и здравието на децата, туку го поттикнува и нивниот когнитивен, социјален и емоционален развој. Исто така може да се забележи од истражувањата дека овој проблем постои во повеќето земји, не само тука, и дека потребно да се намали внесувањето на шекер, сол и несатурирани масли. И од таму е неопходно поголемо разбирање за овие нешта од страна на родителите, на заедницата, но и на целиот систем. И од таму е неопходно да обезбедиме средина и во предучилишните установи и во училиштата, каде што ќе се обезбеди оптимален развој за децата. И како што истакна министерката, ова е поврзано со сиромаштијата. Во земјата постои стапка од 30% сиромаштија кај децата и оттаму треба да направиме се да се обезбеди добрата исхрана преку училиштата и на некој начин да се надомести она што семејствата не можат да го обезбедат на децата. Во борбата со справувањето со отпадот, Министерството за животна средина како решение нуди изградба на легални депонии во секој град. Инаку како информација која ја имаме, во Македонија се произведува 700.000 тони отпад, што представува сериозна еколошка катастрофа која може да се спречи доколку правилно се постапува. Новиот филтер во депонијата Дрисла ќе започне со работа на 19 март. Ова денеска на меѓународна конференција во Стопанската комора на Македонија го објави заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. На конференцијата исто така беа презентирани европските искуства за улогата на компаниите што ги управуваат посебните текови на отпад. Справувањето со отпадот, како што напомена заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, е комплексна задача, но истакна дека во соработка со општините и компаниите кои се занимаваат со оваа проблематика, очекува успех. Очекувањата се дека во иднина ќе започне преработката и на отпадот од гуми, масла и текстил, бидејќи, како што рече, тоа го бараат западните партнери на домашните компании. Макрадули исто така упати апел до градоначалниците да ја прифатат идејата за создавање на депонии во нивните општини, уверувајќи ги дека станува збор за различни од досегашните диви депонии. Апелирам во општините во кои што има например 8 или 10 илегални отпади, да не пружаат отпор, што се вика, туку слободно да ги фатат европските текови, да направиме навистина регионални депонии во кои што од ѓубрето ќе правиме профит, од отпадот ќе генерираме работни места кои што ќе се грижат на современ, европски, модерен начин, ќе го менаџираме отпадот. Местото не е онаква депонија како што ги знаеме сликите од Струга, за жал. Тоа ќе биде место каде што ќе има работна сила нова, каде што ќе се произведуваат или нови суровини, или ќе се произведува енергија. Филип Ивановскиот пакомак тврди дека во Македонија само делумно се почитува легислативата за посебните текови со отпад, при што нагласува дека само дел од компаниите плаќаат надомест, со што се појавува нелојална конкуренција, а исто така и се нанесува и огромна финансиска загуба на државата. Во моментов функционирањето на колективните системи може да биде подобро. Имаме сега фирми кои плаќаат и финансираат за селекција на својот отпад, и на другата страна имате дел од фирмите, значителен дел, кои се уште никаде не плаќаат
кон колективните постапувачи или кон државата, со што се нарушува конкурентноста на еден начин на компаниите, бидејќи овие што плаќаат имаат трошок екстра што другите го немаат. А од друга страна, бидејќи не плаќаат ни кон државата, го штетуваат буџетот од прилика некаде по наши пресметки од 4 до 5 милиона евра годишно. На конференцијата присуствуваа и компании од Германија, Бугарија и Чешка, при што беа презентирани начините на функционирање на системите за управување со посебните текови на отпадот во земјите од кои доаѓаат. Во продолжение ќе го погледнеме одбележувањето на 75 годишнината од депортирањето на 7144 евреи во логорот на смртта Треблинка. Одбележувањето во Скопје почна со маршот на живите, кој започна од музејот на град Скопје, а заврши во дворот на тутунскиот комбинат, поранешен Монопол, со положување цвеќе од високи владини представници и здруженија. Да го погледнеме прилогот. По повод одбележување на 75 годишнината од Холокаустот на македонските евреи во Втората светска војна, денес во Скопје беше одбележан марш под мотото Маршот на живите. Од музејот на град Скопје учесниците се упатија кон зградата на тутунскиот комбинат, поранешен Монопол, на чествувањето пред споменикот посветен на депортираните 7144 евреи од Скопје, Битола и Штип, кои во март 1943 година биле собрани на тоа место и до крајот на месецот во 3 депортации со вагони, однесени во логорот на смртта Треблинка. По пристигнувањето кај споменикот, делегациите и представниците на Здруженија на евреите положија цвеќе. Во одбележувањето учествуваа и премиерот Зоран Заев и бугарскиот премиер Бојко Борисов, кои изразија жалење и осуда за депортираните и убиени македонски евреи, со порака да не се повтори никогаш повеќе такво злосторство. Директорот на Националниот музеј на Холокаустот во Вашингтон на денешното одавање почит на споменот на жртвите изрази жалење за случувањата во кои невинни луѓе ги загубија животите, а на македонските граѓани им порача да го посетат музејот што ќе се отвори следниот месец. I would encourage population Би сакал да ги ухрабрам македонците, штом ќе имаат можност да го посетат музеот на евреите, што ќе се отвори следниот месец во главниот град на Македонија, и да ја осознаат историјата на еден многу мукен начин. Ако кажеме дека Холокаустот бил континентален феномен, мора да кажеме дека тој исто така бил и локален феномен, бидејќи од тука со воз ги носеле евреите во смрт. Ноќта меѓу 10 и 11 март 1943 година биле уапсени сите евреи во Македонија и затворени во Монополот, кој тогаш бил привремен концентрационен логор. Најмногу евреи имало од Битола, Скопје и од Штип, а по неколку семејства од помалите градови. Според евиденцијата на тогашните окупаторски власти, уапсени биле 7144 евреи. Во Скопскиот Монопол останале до крајот на март во екстремно тешки хигиенски и психолошки услови. Сиот имот им бил земен, а накитот и парите конфискувани. Потоа биле натоварени во сточни вагони, меѓу 80 и 120 во еден вагон, и транспортирани во тогаш окупираната Полска во логорот на смртта Треблинка, каде што биле убиени. Ниту еден од уапсените не се вратил. Таму биле убиени 98% од вкупното еврејско население во Македонија во 1943 година, што е меѓу најголемите проценти во светот. Веста која ја одбележа оваа недела е смртта на најпознатиот теоретски физичар и космолог на 21 век Стивен Хокинг. Тој почина на 14 март на 76 годишна возраст. Во прилогот што следува ќе се потсетиме малку повеќе за овој исклучително голем светски научник. Најпознатиот теоретски физичар и космолог на 21 век Стивен Хокинг почина во средата на 76 годишна возраст во неговиот дом во Кембридж. Астрофизичарот се сметаше за еден од најголемите умови во светот, развивајќи важни дела за космологијата, општиот релативитет и квантната механика, автор на многобројни научни трудови. Професор Хокинг беше најпознатиот по проучувањето на црните дупки, за кој утврди дека со текот на времето губат енергија и избледуваат, па потоа целосно да исчезнат. Таквиот феномен е познат во науката како Хокингова радијација. Хокинг беше првиот светски научник кој во својата работа ја комбинираше квантната механика со општа теорија за релативитетот на Алберт Ајнштајн.
Мислам дека ќе немаме иднина доколку не отидеме во Вселената. Токму поради оваа причина верувам дека вселенските програми се одлучувачки фактор во ширењето на човековата раса, велеше Хокинг. Неговото непознато дело е Критика историја на времето, во кое тој ја објаснува природата на универзумот, а за многумина тој беше најголемиот гений на денешницата. Загубивме колосален ум и прекрасен дух, напиша Том Бернерс-Ли, креаторот на интернетот, во пораката која ја испрати до семејството на Хокинг. Неговиот исклучителен придонес во научните сознанија и популаризацијата на науката и математиката оставија наследство кое никогаш нема да се избрише, напиша Стефан Топ, подпредседател на Универзитетот Кембридж, каде што неколку децении предаваше и Хокинг. На 22 годишна возраст на Хокинг му беше диагностицирана амиотрофична латерална склероза, неизлечивата нервна и мускулна болест, и докторите му предвидоа дека има само уште неколку години живот. Тој со децении се движеше со помош на инвалидската количка, а кон средината на 80-тите години почна да му откажува и говорот и беше приморан да користи компјутер за комуникација. Организацијата Екосвест од Скопје одржа конференција на која го представи концептот паметен град и како тој може да ги подобри условите за живење во урбаните центри преку комбинирање на економскиот и одржлив развој на животната средина. Концептот паметен град и како тој може да ги подобри условите за живење во урбаните центри преку комбинирање на економскиот и одржливиот развој на животната средина беше тема на првата национална конференција за паметни градови во организација на Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест од Скопје. Извршната директорка на Екосвест Ана Чоловиќ-Елишовска изјави дека подготвиле информативна брошура за паметни градови за да дадат практични примери за тоа што значи овој концепт. Лишовска исто така информираше и дека паметните градови може да најдат примена во разни сфери од живењето и со тоа да го подобрат животот на граѓаните. Паметни градови е термин кој во светот многу често се користи. Дигитални градови, паметни интелигентни градови и технологии. Сите сме свесни дека новите технологии го прават своето и го леснуваат начинот на живот на граѓаните, ја подобруваат комуникацијата со надлежните институции и помагаат во прибирањето податоци за посоодветно управување со просторот и урбаното планирање и живење. Заради тоа сакавме и во Македонија да ја започнеме оваа тема и оваа дискусија денеска со врвни експерти од областа кои ќе дадат свој придонес кон оваа почеток на оваа дебата за тоа како концептот на паметни градови ќе го имплементираме и преминеме во Македонија. Алатката Smart City или паметен град овозможува подобри услови за економски раст и развој на државата преку градење на одржливи урбани средини во чие создавање ќе учествуваат локалните власти, индустријата и граѓаните подеднакво. Стефан Божаровски, професор на Универзитетот во Манчестер, како позитивен го истакнува проектот Паркира и вози, кој што се очекува да даде позитивни резултати доколку биде воведен. Елементите во смисла на инвестирање во велосипедски патеки и мерки за дестимулирање на користењето на автомобили, но и целиот паметен систем за управување и менаџирање со сообраќајот, кој што е предвиден во Smart Охрид, се тие клучни компоненти. Паркира и вози се. Тоа е еден систем кој што е добро применет веќе во светот, но кај нас уште не е влезен. Значи, ако го земеме тој концепт, секако може да се размисли каде би се применило во Скопје. Нормално тука треба да влезат тие паметни системи за управување, за предвидување кога тој би функционирал, како би се внеле моменти на мониторинг, на следење на сообраќајот. Светската урбана популација е во постојан пораст и се очекува до 2050 година 70% од светската популација да живее во урбани средини, што само по себе е потврда за потребата од изнаоѓање начини и можности за одржливо живење, како не би се направил дисбаланс на релацијата урбано наспроти рурално живење. Во текот на оваа недела се одржуваше 14-тиот поред саем на вработување и кариера. Целта на овој саем беше да се поврзат студентите и компаниите за полесно наоѓање практична работа и вработување по завршувањето на студиите. Да го погледнеме прилагот.
Обуки и презентации, можности за разговор со представници на водачки компании во Македонија, како и информации за студентски пракси, стипендии за потребниот работен кадар, ки имаат можност да најдат студентите на 14-тиот поред саем за вработување и кариера, кој од денеска до 16 март ќе се одржи на Техничкиот факултетски кампус во Скопје. Саемот е во организација на Бест Скопје, невладина организација на студенти, а неговата цел е поврзување на студентите и компаниите од техничкиот и IT секторот, кои во иднина може да бидат нивни работодавачи. И овој настан е токму со таа цел да им овозможиме на студентите да се најдат работа или пракса во некоја компанија, исто така и на компаниите да им овозможиме да се најдат добар работен кадар. Организаторите на овој саем истакнуваат дека преку него сакаат да ги доближат амбициите на студентите поблиску до компаниите. Годинава на саемот учествуваат 27 компании, а минатата година се покажа како најуспешна досега, со рекордно учество од вкупно 35 компании. На овој саем компаниите имаат можност да држат бесплатни предавања, тренинзи, презентации, надпревари на кои ќе може да учествуваат студентите избрани токму од нив. Се што треба студентите да направат е да ги поседат штандовите и да го остават своето CV на веб страната jobfair.org.mk, со што нивните биографии стануваат дел од датабазата до која имаат пристап сите компании учеснички од Република Македонија и надвор од неа во текот на целата година. За да дознаеме повеќе за саемот за вработување и кариера, го посетивме Технолошко-факултетскиот кампус каде се одржуваше овој саем. Да погледнеме што се случуваше таму. Се наоѓаме на Техничкиот факултетски кампус, каде што се одржува саемот за вработување и кариера во организација на невладината организација Бест Скопје. Веднаш до мене е главниот организатор на овој саем, тоа е Јана Магдеска. Јана, благодарам што прифативте да го реализираме овој разговор и да ги информираме нашите гледачи што конкретно се случува овде. По 14 пат се одржува овој саем, за гледачите ќе ни објасните по-конкретно што се случува и колку време трае. Така е, по 14 пат го организираме саемот за вработување кариера JobFair. Оваа година беше поделен на 3 дела. Првиот дел беше официјално отворање и нетворкинг заедно со компаниите, каде што студентите можеа да ги запознаат компаниите одблизу. Потоа вторите 2 дена се денови на IT компании, додека пак останатите 2 дена се денови на останати технички компании. За време на овие денови на штандови, студентите може да ги запознаат компаниите, да слушнат некоја презентација, предавање и слично и да се информираат за можностите за вработување и пракси. Јана, ќе ни кажете колку учесници имаше пријавено на овој саем и кои компании учествуваат? Оваа година имаме 27 компании учесници на овој саем. Исто така за предавањата кои што се во склоп на настанот имаме над 200 пријавени студенти кои учествуваат на истите. Компаниите се компании од IT секторот, останатите технички струки, како што се технолошки струки, електромашински и останати. Како беше интересот кај студентите и зашто најмногу покажаа интерес? Што најмногу ги интересира? Мислам дека студентите се доста заинтересирани за саемот, најмногу ги интересираат предавањата и презентациите кои се во склоп на истиот, кои што се организирани од страна на компаниите учеснички. Исто така голем дел од студентите остават свој CV на нашата страна jobfair.org.mk или на самите штандови на компаниите. Какви се нивните желби? Дали сакаат да останат да се вработат овде во Македонија или пак можеби имаат желба или покажуваат интерес да го искористат нивниот потенцијал надвор од границите на Република Македонија? Сметам дека компаниите кои што се учеснички на овој саем се доста квалитетни и нудат многу добри можности што може да ги задржат студентите во Македонија, така да што сметам дека може секој да си ја пронеде својата иднина и тука во земјава, да не мора да наоѓа пракса или вработување во странство.
Каде вие би сакале да се вработите? Дали имате некоја одредена желба? Сакате оде да останете во Македонија или можеби ќе замените вие во странство? Па се уште и самата размислувам, затоа ги посетувам и јас активно штандовите на компаниите да се информирам за можностите, па зошто да не да најдам и можно вработување тука. Вие како без Скопје постоите веќе подолго време, ќе може ли да ни кажете нешто повеќе за вашата невладина организација? Без Скопје како студентска организација постои за да ги приближи студентите, факултетите и компаниите и тоа го правиме преку организирање на повеќе настани. Еден од нив е и самиот сајм за вработување и кариера Джобфер. Останати настани кои што ги организираме се инженерски надпревар, летен академски курс и слични активности што сметаме дека би им биле интересни на студентите и би им помогнале во нивниот нивен развој. Ќе ги информирате ли нашите гледачи и можеби и ваши идни студенти овдека на факултетскиот кампус, што е следно што ќе организирате? Следно што без Скопје ќе го организира е летен академски курс. На тој курс ќе учествуваат луѓе односно студенти од 24 земји од Европа и на тој курс ќе имаат можност да посетат предавање на факултет тука на нашиот универзитет, да научат нешто ново што може да го донесат во нивните земји. Јана, јас ти благодарам за разговорот. Благодарам на вас. Со овој разговор го завршуваме ова издание на Саботна хроника. Гледајте не и утре во истото време со преостанатите актуелни настани од неделата што измина. Довидување.